Јас од Целе Блажевски, од село Белчишта, општина Белчишта, околие Охрид. Јас сум од татко Велко, од мајка Симјанка Блажевски. Ние сме 6 деца, 3 браќа и 3 сестри. До сега сите сме здрави и живи, комплетни. Ја имам моја фамилија, имам син и 2 ќерки. Синот ми е во Охрид, таму работи и таму седи. Има 2 дечина, едно машко и едно женско. Едната ќерка ми е Австралија. Маш имат досиштанец, Величе Трајановски се вика. Австралија се, таму живеат, таму работят. Имат 2 деца машки, едното дете е женето, си имат внуче од него. Тие беле това овдека, дојдени сега во четвртокот си ојде Австралија. Другава ќерка ми е мажена во село Лешани. За Драган Димовски, зетот. Тие имат 3 момичина. За поголемото момиче правиме свадба летово, омажевме. И тоа момичето има мало. Там ми е мене внука, а седато малято ми е премнуче. И јас сака да кажа дека имам 7 внучина и 2 премнучина имам. Сите се мили, и ќерки, и синови, и внучина. Внучината се уште помили. Да кажа за занајето и за музикава моја. Јас сум и музичар и занаједжија. Да кажа прво за гајдата. Гајдата наследство ми остави од татко ми. Татко ми беше гајдаджија и по негова иницијатива и идеја почнав од мали години да свира со гајдата. Со гајдата свирев како Јерген на сред село и свире на момичките, на жените, на сите, во празник кој ќе беше. Гајдата кој почна прво да свира, има околу 10 години. И почна да се уча и за кратко време се научи со гајдата и почна, кој што реков, на старство веќе да свира. За свирење на гајдата. Татко ми што ми покажа други никој. Со гајдава имам настапувано на разни веселби, на разни концерти, фестивали. На фестивалот Пеца Танасовски во Долнини што се одржува, има добиено диплома, освоено прво место соло гајда за свирење. Има настапувано на Илигденски денови во Битола. Има настапувано на Балкански фестивал во Охрид. Има настапувано на ревија на народни носи во Струга, што се одржуваат. Таму ода исто гајдава, свирам, исто ова носи, со иста вршилноса.
Tamo ima dobijeno prva nagrada za izborna beltiška maška nosija. Ta je ova nosija. Izborna beltiška maška nosija. Ideja da izraботува гајдите. И гајдите ги изработува. Да кажеме за гајдата. Гајдата се состои од брчало, сурла, некои викат гајдарка, ние сурла викаме, и липало. Од кој материјал се изработува овие? Сурлата и брчалото се изработуваат од дрво зеленика. Колку време треба од кој ќе се набери да се суши да се онади да се? Треба дрвото да биде потполно суво. Ако е малку криво, ќе се изниткат. Сурлата ќе се ститкат, но самото сушење ќе тоа да биде 100% да е суво. Делојте на гајдата, на кожинката, ова е од рок. За сурлата. Мора да биде од рок. А за липалото и на брчалото, тие може да бидат и од рок, и од дрво, и од пластика. Кожинката кошеконе мора да биде претежно од јагне. Мојти од јаре, ама претежно се бари од јагне да е. Овдека до тебе имаш и оварчио ги имаш и другите. Овие ми се делој за гајда праење. Така. Овие се брчала, овие се сурли, ова зурла. Така. Овие се липала, а овие се за турлата, овие рогови. Мора вакви рогови да имат. Без вакви рогови не може да турлата. Дрвен рог не може. Ова да ми кажеш, имаш ли алати, какви алати користиш за да се обработи рогот, за да се... Имам алатки, имам. Така? Имам алатки. Овие се реконе за турлата. А овие се за липалово. Или за брчало, за воравне. Овие. Да кажеме сега по врска со тапанот. Со тапанот одев на тапање, многу има водено. На разни веселби има водено со тапанот. Со тапанот порано имаме многу свирки. Имаше свадба, имаше стројој, имаше првичина. Поеше некој војска, чодевне, се родило дете мајо, чоде на свирење. Многу имаше
muzika, sveko nedelja bevna na svirenje. Odev ja do raznih društva, pretežno imam Belčeškino društvo, što ne odev, ama isto druge društva odev na tapanje. Porano na svadba koja će odevne, od sabotata na svadba će odevne, nedeljata će odevne ponestata, ponedeljniko će nosevne nestata naboda, tornikot prvi će imaše, od jedna strana ke drugi od. Posle peti od jedna strana ke drugi od na prvi će. Jedna svadba se praviše 5 dana se praviše. Ovdje po razni veselbi jaz. Na sredstvu do svirevne, primjer na Velikden, na Božih, ti pogovoreni praznici, po 3 dana svirevne. Po 3 dana svirevne na sredstvu na Velikden i na Božih. I zamisli, pomina deno, 3 dana pomina, posle 3. 4. den, prešao jedno žensko mi veli, sada ja ne izigram napred. Zamisli koliko narod imaše u 3 dana da ne uspe napred izigrati. Znači toliko narod imaše, u selama imaše mnogo narod. Promena tebe, koji kako si može, neko se promenuva u izborni nosi, neko u pustanje, koji kako. I saka da bi kaže, znači, mnogo narod imaš i mnogo beše vesel narodu. Mi dojde ideja da bida muzičar, prvo sakao da bida klarinetista, zema klarinet. Posle mi dojde jedna ideja, rekao, što tapan ću da. Zedo tapan, za kratko vreme se naučio što tapanom da tapa i počnem da voda po razni veselbu što tapanom, što razni društva vode. Ovdje imaše mnogo svirka, parano imaše što tapanom, mnogo imaše. Tapanot ko počne da voda na tropanje, mi dojde ideja da gi izraботува tapaните. Tapaните ги izraботувamo od mladi godine. Jaz, kako muzičar i kako zanajedžija, prikažem to ne samo u Makedoniji, nego cel svet tu prikažem. I kako muzičar, i kako zanajedžija. Tapaните ги izraботува ovaj odorev, lub od njih, ne lub, odorev je. Kožinkete mora da biti striktno od jarina. Ja su kasap, te kažem u drugim zanajati. Što imam u Belčiša, jare, jagne, koza, tele, prase, pretežno ja vodam kuljam. Za kožinkata pretežno se od jagnina, za gajdite. Te zemam kožinkava, te oderam, te izrabata ubo, te ostriža volната, te štavam. Со соль. Ќе стои најмалку 2 недели во сольта. После сольта, после ја ваѓа надвор, ќе подуја убо и да се суши. Кој ќе се суши, ќе спакува негде, кој ќе треба да ја врза вака, пак ќе е наводена за да ја врза овие рогулји, викаме. Овај рог за турлата мора да биде рог od vol. A ove drugi može da biti i od rok, i od drvo, i od plastika. A ova je za to da mora da biti rok.
дека кога дојдов во твоето родно село, во твојава родна куќа, може и човек, одnosno ја бев пријатно изненаден што она го видов во дворот. Во дворот имате етно музеј на природна отворено и направено. Да. Колку долго време ги собирате овие стари, јас ги наречам алати кои што ги користеле мештаните? Ја во музејот годиње, кај го збира. Секој година кај ќе најда нешто што вери мене е старомодно нешто. Алатки, пример разбој, за ткање, овие се на разбој ткајани. Разбој тука ми е, овие се на него. Него го имам. Алатки за земјоделие. Разни алатки за земјоделие имам, што обабувале порано старите. Тие све наредени си, секакви алатки имат. Ја ми беше желба да имам такви стари изворни алатки, стари изворни инструменти, стари изворни носи. Овие сиве се изборни носи. Тука што се нема сега, овие не ги произведува сега. Охридска околија е туристичко место. Да. Дојде ли туристи како од Македонија или надвор однесе, овдека во Белчиште, овде кај тебе, да им засвири со гајдата, да им запееш една песна со гајдата и да им го покажеш вашиот етно музеј? Идат стално, да не претера, секој втори ден идат туристи. Идат и то попојќе луѓе, не еден, 20 туристи, попојќе со комбина идат. Туристите се претежно холанѓани. Претежно. Имат и од другиве држави, али претежно холанѓани идат. Ти донеси туде водичот и ти им кажи надвор. Тие го прашуваат, ова зошто е, ова зошто е. Тој све знае, тоа дека му ма кажал кој е за што служи. Им каже ова за ова е, ова за ова е, ова за ова е, ова за она. Снимете, прати едно, друго све надвор и кој ќе тоа све им искажи дека су музичар, дека не само што музицира, него и ги изработува тапаните и гајдите, им кажат и после не ќе речат сега или после со гајдата газдава. Ајде ќе земи ја гајдата целе, и гајдата ќе ми овде натре ќе зема. Ќе посвира надвор, ќе се развеселат, некој ќе игре, хоро, некој пак ќе надбати, игре весели луѓе.
Јас, кој што реков, на фестивалот Пеца Атанасовски во Долнени, добив диплома за освоено прво место соло гајда. Тоа ми е најумилено. Таму при 100 гајдажи да те истакнат прв. Не име 20-тројца таму, не само од Македонија што имат гајдажи, него идат и од другиве, од Шкотска, од Аде, од Анде, од Србија, од секаде гајдажи идат. И да ти истакнат тебе во сите гајдажи, како најдобар гајдажи, тоа е значи име многу големо. Признание други, имам дипломи, награди во струга на ревијата на народни носи. Таму одам кој шеко преца, што Носиева е рекламира, и со гајдата свира таму. За Носиева, реков, има добиено прва награда за избор на белцишка машка носија. Е таа ова носија. Рекоте дека вие научивте да свирите од тоа што ви покажа вашиот татко. Да. Дека на 10 годишна возраст ја имавте и првата гајда. Имате ли од твоето семејство, рекоте дека имате 7 внучина и 2 пранучина, Да. некоја која што има желба да ја наследи, да ја продолжи овата традиција? Сите ги има понудувано. Некој не прифаќат. Која музика е поубава? Рекоте дека сте биле и на свадби, и на крштевки, малку се присетивте и на младоста, кога овдека на Срецело, Да. за Божик, за Митровден, за Велингден, се виело орото, ечеле гајдите, екот на Да. Која музика поубава е ова музиката или песната и спеена во придружба со гајдата и тапано, или денеска ова електронска музика? Ја по моему не да се вара дека су гајдажи ја. Гајдата е најголема мелост. Гајдата е прв инструментот во Македонија. Најумилен. Пејач со гајда, ако пеј гајда да го прати, мора да би прв пејач, да го прогласат како пејач. Гајдата знае да прати многу бој и пејачот со неа се дичит. Ја кажав скоро све. И за музиката, и за занатот, и за фамилијата, да кажа за жената. Со жена ми живееме 55 години во брак бевме. Како ви се викаше? Жена ми се викаше Љуба. 55 години живееме во најубав брак. Ланска година се заболе и носев сегде по лекари. Нигде немаше спас. Кога нема век, човек нема и лек. Ајде малку да се присетите, рекоте 50 години живеевте, како се зедовте, се стројници, бегалка ја зеде, со свадба, со сите адете обичаи? Со жена ми, ние се засакаме уште како Ерген кој се иде со гајдата на Срецело. Тога се сакаме. Се сакаме и се свршивме. Ја се сврши и се жени пред војска. Во кое време беше? Зима, пролет, лето, есен? Ја се женав по Водици неделјата. Зимно време беше. И сака да ви кажам дека се жена пред војска, татко ми вереше без дете не жени се за пред војска. Не, тате ќе се жена, реков. Како го поминавте животот? Убав живот имавте. Кога човек ќе се присети на младоста
кога човек ќе се присети на животот со дружката, со бабичката, малку и емотивно што се вика реагира. Рековте дека вашата домаќинка ве напушти пред 1 година. Вие и ден и се одвоите ли од гајдата и од тапарот? Јас, кога та беше болна, се осети дека не може повеќе да живее. Се реше, ја не може повеќе да живее, ја ќе умреше. Да ти остареше еден аманет. Кажи Любој веля, да не застанвиш со гајдава да не свириш, да свириш. Ти рече мене ќе ме жалиш. Ама со гајдата рече да не прекинуваш да свириш, да свириш. Ја ми е жал многу. Ама еден ден мора човек како што се родил така да замени. Не може сите наедно да појдат таму. Мора едниот да појде понапред, едниот поназад појде. Али само да има здравје во младите да имат. Да кажа за фамилијава моја си. Сиве многу ме поштуват. Синот, ќерките, внучината, имам големо поштување. Да те замолам. Ќе може ли да отидеме во музејче во надвор, јас така го нарекувам, да ни ги покажеш сите примероци што ги имаш, како се вика и кои им била и зашто се користиле во минатото. Може. А после тоа, ќе се разбира, ќе ни засвириш на гајдата, Обавезно. ќе ни запееш една песна, Обавезно. Обавезно. и едно оро ќе ни освириш и со тапано. Обавезно.